Денеска православната црква ги празнува светиот великомаченик Евстатий Плакид, светиот Михаил Кнез и Теодор Болјарин и преподобниот маченик Иларион. Светиот великомаченик Евстатий Плакида, голем војсководец во времето на царот Тит и Трајан. Иако незнабожец, Плакида бил човек праведен и милостив, сличен на капетанот Корнилиј, кого го крстил апостолот Петар. Одејки еднаш во лов, тој потерал еден елен. По Божјата промисла се појавил светол крст меѓу роговите на еленот и му дошол глас Господов на Плакида, кој го упатувал да отиде кај христијански свештеник и да се крсти. Плакида се крстил со својата жена и со двата сина. На крштевањето тој го добил името Евстатий. Неговата жена Теопистија, што во превод значи боговерна, а нивните синови Агапи и Теопист. По крштевањето Евстатий отишол на она место каде што преку еленот му се јавило откровението и клекнувајќи му заблагодарил на Бога што го привел во вистината. Во тој час пак му се јавил глас од Господов и му прорекол страдање за името негово и го укрепил. Тогаш Евстатий тајно го напуштил Рим со своето семејство, со намера да се повлече меѓу прост народ и во непозната и скромна средина да му послужи на Бога. Пристигнувајќи во Египет, веднаш на него навалили искушенија. Некој зол варварин му ја грабнал жената, а обата сина ги фатиле зверови и ги однеле во непознато. Но набрзо варваринот загинал, а децата му ги спасиле овчари од зверовите. Евстатий се настанил во некое египетско село Видисис и тука како селски наемник проживеал 15 години. После тоа варвари нападнале на Римското царство и царот Трајан жалел за тоа што му го нема храбриот војвода Плакида, кој каде и да војувал однесувал победа. И царот испратил двајца своји офицери по целото царство да го бараат големиот војвода. По Божјата промисла тие офицери, некогашни другари на Евстатий, дошле во селото Вадисис, го нашле Евстатија и го довеле кај царот. Евстатий собрал војска и ги победил варварите. На патот назад за Рим, Евстатий ги пронашол и својата жена и двајцата синови. Кога стигнал во Рим, царот Трајан умрел, а царот Адријан бил на престолот. Кога Адријан го повикал војводата Евстатий да им принесет жртви на боговите, Евстатий му рекол дека тој е христијанин. Царот го фрлил на маки заедно со жената и со синовите. Но бидејќи зверовите не им наштетиле, ги фрлиле во вжештениот метален вол. Третиот ден ги извадиле нивните тела мртви, но од огнот неповредени. Така, овој славен војвода му го дал и на кесарот Кесаревото и на Бога Божјото и се преселил во вечното царство на Христа нашиот Бог. Светите Михаил Кнез и Теодор Болјарин. Кнезот Черниговски Михаил отишол во ордата татарска со својот болјарин Теодор и по повикот на царот Бати. Па бидејќи не сакале според татарскиот обичај да поминат низ огнот и да им се поклонат на идолите при влегувањето кај царот, биле исечени во 1244 година. Моштите нивни, сведоци на нивната маченичка смрт за Христа Господа, почиваат во Архангелскиот храм во Москва.
преподобниот маченик Иларион, светогорски монах, доброволно пострадал за верата Христова од турците во Цариград на 20 септември 1804 година. Чудотворните негови мошти почиваат во црквата на Светото Преображение на островот Прот.